Во Брисел ќе биде седиштето на Алијансата на 9 европски универзитети, чии члени е Универзитетот Гоце Делчев од Штип и ќе започне со работа од идната година. Генерално се надзира статутот е веќе во подготовка и генерално нема некои спорни моменти, ќе биде доста брзо реализирано, операционализирано околу тоа. Главно се работат правниот сектор, правните групи во моментот работат на деталите околу заштита на лични податоци, размена на податоци, бидејќи сето тоа мора да биде соодветно организирано како што бараат европските прописи и закони и тука се главните активности. Статутот самиот и организацијата на тоа правно лице е веќе договорена. Според ректорот Дејан Мираковски, сите правни пречки се отстранити. Правното лице би требало да биде регистрирано во Брисел. Белгија има најспецифични и најелаборирани закони во оваа сфера и правното лице би било регистрирано во Брисел. Јас верувам дека веќе во текот на наредната година ќе го имаме операционализирано како заедничко правно лице институционализирано во рамки на сите 9 универзитети. Што ќе значи идниот Европски универзитет за членките на Европската алијанса на универзитети? Преку конструирање на овој еден заеднички европски ентитет, ние во суштина даваме синергија, даваме кохезија, ги сплотуваме нашите ресурси. Во која насока би функционирал единствениот Европски универзитет? Нашите идеи и цели е ова да го направиме, ова зближување помеѓу универзитетите, да го направиме трајно и трајна вредност, се разбира, не може да биде бесконечно, меѓутоа се обидуваме да ги сплотиме сите наши сили и да се обидеме да го направиме одржлив. Ова меѓу другото беше разговарано на денешниот работен состанок на ректорите и председатели на универзитети, членки на Европската универзитетска алијанса, одржана денеска во Штипскиот универзитет Гоце Делчев.